Поздрав до сите. Јас сум Визна Мицајкова, јас сум авторот на курсот за сметководство за производство и воедно ќе ви бидам професор на сите вас кои што ќе се запишате на овој курс. Го снимам ова видео за да дадам кратка презентација за курсот, а со цел да ви помогнам во процесот на донесување на одлука дали овој курс одговара за вас или не. Ќе започнам со објаснување на причината поради која што јас воопшто решив да направам ваков курс. Овој курс произлезе од мојот впечаток дека поголемиот број од сметководители кај нас немаат доволно познавање за комплетно водење сметководство во производните предпријатија. Ова е сосема очекувано, бидејќи самото производство си има одредени специфичности кои што се одразуваат и врз начинот на неговата евиденција. А тие специфичности не се изучуваат во основните курсови по сметководство, ниту пак во основните предмети по сметководство на факултетите. Ајде да видиме што всушност представува производството. Производството представува процес на трансформација на суровините и материјалите во посредство со работна сила и упрема во еден финален производ. Сега, тој финален производ треба да се евидентира на залиха по определена вредност. А финалните производи, односно готовите производи, треба да се евидентираат на залиха по трошоците на производство. И сега тука е најголемата комплексност, односно најголемата проблематика кај производните предпријатија, утврдување колкава е вредноста на готовите производи, односно утврдување кој дел од трошоците кои што ги направило предпријатието влегува конкретно во вредноста на заликата на готовиот производ. Значи, тоа е тоа што се нарекува пресметка на цената на чинење, а и тоа е тоа што ќе го изучиме ние во склопот на овој курс. Меѓутоа, курсот не се ограничува само на изучување на начинот на пресметка на цената на чинење на готовиот производ, туку овој курс комплексно ги опфаќа сите специфичности и во книговодствената евиденција и во изработката на финансиските извештаи на производните предпријатија. Сега накусо ќе ви ја објаснам содржината на курсот. Прво сакам да ви кажам дека за да се вклучите во овој курс, мора да имате основни познавања од сметководство. И сега и ќе ви објаснам што подразбирам јас под основни познавања на сметководство. Основни познавања на сметководство имате доколку ги разликувате видовите на конта и ќе знаете сметководствените правила за книговодствена евиденција на промените на одредени видови на конта. А за да знаете видови на конта, мора да знаете и основната структура и содржина на основните финансиски извештаи, билансна состојба и билансна успех. Курсот започнува токму со потврдување на овие основни сметководствени знаења, за понатаму веднаш да преминеме кон изучување на теоријата на трошоците и поделбите на трошоците по различни критериуми и класификации. Откако веќе сме потврдиле дека имаме основни познавања на сметководство, ги знаеме трошоците по видови, ќе преминеме кон изучување на процесот на книговодствена евиденција во производните предпријатија, при што ќе ги поминеме сите економски настани кои што се карактеристични за производните предпријатија, како што се набавките на суровини, материјали, амбалажа, ситен инвентар, евиденцијата на трошоците на сите овие набавки што ви ги спомнав, потоа евиденција и на сите останати трошоци кои што се поврзани со производството, како што се трошоците за услуги, трошоците за амортизација, трошоците за плати и слично.
откако ќе поминеме книговодствената евиденција на трошоците, ќе преминеме кон постапката за утврдување на цената на чинење на готовиот производ, која што е регулирана со меѓународните сметководствени стандарди и во склопот на овој курс ќе ја изучиме врз база на повеќе практични примери. А самиот процес на производство си бара и специфична книговодствена евиденција, која што исто така ќе ја поминеме, како и книговодствената евиденција на понатамошниот пат на производите, односно книговодствената евиденција на продажбата на готови производи. За производните предпријатија е специфично тоа што планирањето како активност е неопходно и често пати залихите се евидентираат по некоја планска вредност. И во склопот на овој курс детално ќе го разработиме методот на плански цени, а исто така и начинот на присметка на отстапувањето меѓу планските и фактичките вредности, како и книговодствената евиденција, потребна да се спроведе за усогласување на отстапувањата меѓу планираните и фактичките трошоци, вредност. Океј. На крајот ќе завршиме со изучување на специфичностите во изработка на финансиските извештаи на производните предпријатија. Мислам дека се кажа во однос на програмата, меѓутоа ќе ве повикам да си погледнете и на веб страницата на Институтот Практикум под описот на курсот, каде што е детално наведена програмата, наведена и цената, и термините, начинот на реализација. Сега би ви кажала само дека курсот ќе трае околу 2 месеци. Другите информации повелете посетете веб страницата и секако доколку имате некои дополнителни прашања, слободно контактирајте ме. Поздрав до сите!